Македонија е особено богата со различен растителен свет. Тоа се должи на разгранетиот релјеф кој изобилува со високи планински гребени, длабоки клисури, висорамнини и ниски рамнини со различен педолошки состав. Климатските услови на високите планини се со долги и студени зими, а во низините се чувствува влијанието на Медитеранот, кое го согледуваме во присуството на медитеранската вегетација. Во поодделни климатски простори има и микроклиматски региони во кои растат и се развиваат посебни растителни заедници со поинакви растенија од блиското соседство. Во микроклиматските заедници наоѓаме ендемични растенија кои растат само тука и никаде на друго место. Секако, богатата флора се должи и на различните водени климатски услови, каде ги среќаваме и различните водени растителни заедници. Најголеми познавачи на нашата флора се академикот Кирил Мицевски, добитник на престижната награда Гоце Делчев за своите откритија и придонеси во македонската и светската флористичка наука, и неговиот ученик доктор Владо Матевски, професор на Природно-математичкиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Тие ги пронаоѓаат, детерминираат и изучуваат растенијата од највисоките до најниските висински точки. Нашите врвни природонаучници ќе не запознаат со скриената убавина на растенијата кои се ретки и представуваат ендемични форми од нашата негибната природа, која треба да ја сочуваме и заштитиме од нашите влијанија и да им ја препуштиме на природните закони за генерациите што ќе дојдат по нас. Посебно интересен локалитет представува тресетиштето кое се наоѓа помеѓу селата Банско и Габрово во околината на Струница. На ова тресетиште се развива една стара реликтна папар, осмунда регалица, уште наречена кралска осмунда. Осмундата е многу старо растение. Се развива на многу влажна почва, благодарејќи на изворите кои се наоѓаат во непосредната близина на овој локалитет. Покрај тие извори, овде често пати се појавува голема количина вода и од околните потоци. Површинската вода понекогаш може да биде 10 до 20 па и до 40 см. Осмундата е многу ретка на Балканскиот полуостров. Таа се среќава изолирано во некои делови на Европа, а во Хрватска се среќава само на еден локалитет, во Македонија еден локалитет во Бугарија, 6 во Грција, од кои 3 се на остров Крит, еден локалитет во европска Турција. Листовите на папот осмунда се поделени на два дела. Долниот дел тоа е асимилациониот или тропофилен дел на листот, каде што се врши хлорофилна асимилација, додека во горниот дел се развиваат спорангиумите, односно тоа е спороносниот дел. Во спорангиумите се развиваат спори, а од спорите понатаму ќе се развие гаметофитната генерација. Помеѓу селата Банско и Габрово, осмундата се развива на огромна површина во подножјето на планината Белајсца. Това е територија каде водата избива од голем број поголеми или помали извори, кои заедно со еден поток стално плават оваа површина. Ова растение меѓу првите е ставено под заштита на Законот за заштита на природните реткости, но веќе со години може да се види како со трактор се изолираат периферните делови на оваа состојна, поради што обработливите површини се повеќе се шират за сметка на територија на која се развива осмундата. Уште еден момент е важен, а тоа е што во текот на зимата оваа цела територија, заедно со исушените делови на папратот и останатите суви делови од другите растенија кои ја придружуваат и често пати се палат. Со палењето, надземните делови на ова растение постепено изумираат. Иако ова растение е ставено под заштита на Законот за заштита на природните реткости, денес во незината непосредна близина е изградена една огромна зграда
но за жал ние немаме никакви податоци за незината намена. Некои велат дека тоа ќе биде кланица или нешто слично. Меѓутоа, неовисно од тоа каква улога ќе врши таа зграда, отпадните води незини ќе се вливаат на територијата на која се развива оваа заедница. Со загадувањето на водата не е исклучено дека овие растенија постепено ќе исчезнат. Покрај оваа папрат, на овакви реликтни станишта, обично се појава уште една папрат која не е својствена за низинските предели на Македонија, а тоа е папратот Телиптерис падустец. Во низинските делови на Македонија, оваа блатна папрат сме среќавале на уште еден локалитет во околината на Гостивар, за кој денес не можеме да кажеме ништо поодредено, бидејќи и таму се вршени големи мелиоративни запади. И таа исклучиво се развива на тресет. Една од најголемите групи во растителниот свет представуваат орхидеите кои што се карактеризираат со многу интересно размножување, односно за нив е карактеристично ентомофилно опрашување и за таа цел цветот кај орхидеите е посебно и прилагоден. Имено едно од ливчињата на перигонот е преобразено во медна усна или лабелум, која што во задниот дел продолжува во шпора. Тоа е она место од цветот каде што се собира нектарот, така да инсектот кога слета да изврши опрашување, ево тој чин на опрашување можеме да го илустрираме со врвот на еден молив. Тоа исто инсектот го прави кога удри со својата глава на ростелумот, ги извлекува двата полинариуми, односно групациите од поленови зрна, кои што се поставени на дршки и тие се залепуваат на неговата глава, тоа се овие два полинариума. И истите инсектот понатаму ги пренесува на жигот од плодникот на другиот цвет и врши опрашување. Посебен вид на тресет подразбираме таков вид на почва кој се образувал од огромна количина наталожени органски растителни остатоци кои во зависност од специфичните еколошки услови во текот на долг временски период не се распаднале, не се минерализирале, поради тоа што водата била прилично голема, водата била хладна, не содржала доволно кислород, а покрај тоа во почвата се наоѓале хумусни материи. Тоа довело до формирање на една голема количина, на еден голем слој тресет. На многу места. Во котините, така исто во планините. Од неј заслужуваат тресетиштата на Охридското и Преспанското езеро, потоа тресетиштата кои се наоѓа на падините на Беласца по работ на Мороспитовското блато, а исти такви тресетишта само во помала количина се среќаваат скоро по сите наши планини. Посебен вид на тресет представува така нареченото луковото поле помеѓу планината Корав и Шиат планина. На тресетиштата секогаш во зависност од еколошките прилики и од квалитетот на тресетиштето се развива посебна една вегетација. Во околината на градот Пехчево се наоѓа едно тресетиште кое е посебно интересно, бидејќи тоа е единствено тресетиште во Македонија на кое се развива едно инсективорно и јадно растение Дрозера ротундифолија. Дрозерата главно се развива на влажни станишта, каде се развива мовот свагнум, а помеѓу нив се во голем број развиваат поедини екземплари од ова растение. Дрозерата, за разлика од сите други растенија, има таа особина што се еден дел го користи за исхранување со инсекти.
Листните проширениот дел на листот, така наречен ламина, целиот е обраснат од долги жлезди, на долги дршки или жлезди на долги дршки наречени тентакули, кои при слетување на инсект на листот тие се свиткуваат, излачуваат ферменти, хранливите материи ги растворуваат, а потоа ги резорбираат. Откако ќе се заврши процедура, тентакулите пак се враќаат во својата првобитна положба, а на површината на листот остануваат само хитинските обвивки на инсектите. Најатрактивна заедница, која се развиваше исклучиво врз дебелите тресетни настојувања, секако е заедницата со карекселата, која се развиваше на огромни површини на некогашното струшко и охридско блато. Блатното растение, карекселата, или така наречена висока острица, се сочувало не поради тоа што климатските прилики му биле погодни за неговиот развиток, туку благодарение на високото ниво на водата на блатото, кое на поедини места достигнувало височина и до 60 па и до 100 сантиметра. Оваа површинска вода во блатото зависеше од нивото на водата на Охридското езеро и водата на Црн Дрим, која на поедини места се прелеваше во Струшкото блато. Во оваа заедница интересно е присуството на неколку растенија кои главно се развиваат само во неа. За жал, прекрасните површини на кои се развиваа овие реликни видови, или поточно речено оваа реликна блатна заедница, со мелиорацијата на Црн Дрим сосема е уништена. Истата судбина ја дожива и Охридското блато, каде што тоа намерно се чинеше и покрај упорното инсистирање на Републичкиот завод за заштита на природните реткости. Таков е случајот со блатото кај Студенчище и со територијата околу Хидробиолошкиот завод во Охрид. Посебно интересно подводното инсективорно растение утрикуларијата. Родот утрикуларија во Македонија е застапен со 3 вида: утрикуларија минор, утрикуларија вулгарис и утрикуларија аустралис, позната порано како утрикуларија неглекта или утрикуларија мајор. Утрикуларија минор најчесто е во планинските ладни води, додека утрикуларија вулгарис и утрикуларија аустралис главно се среќаваат по потоплите води во низинските делови на Македонија. Многобројни станишта на кои се развива овие растенија денес се скоро сосема уништени. Тоа беа огромните канали на Струшкото блато и обалните делови на другите блата во Македонија: Охридското, Струшкото, Катлановското, Моноспитовското, Пелагониското и други. Во некои канали во околината на Струга се уште може да се сретне утрикуларија аустралис. Ова растение има ситно насечени ливчиња на кончести тенки делови кои се со мали меурчиња. Во нив, преку еден мал отвор, навлегуваат ситни водни организми. Во тие меурчиња се врши разградувањето на хранливите материи со ферменти кои ги излачуваат жлездите во внатрешноста на меурчињата. Листовите им се во вода, а по површината на водата се издигнуваат цветните стебленца со жолтите цветови. Подводните гранчиња на кои се развиваат листовите може да бидат и до 2 метра долги.